Ај сега вака. Процедурално се повикувам на членот 88 став 4 од деловникот, според кој по завршувањето на говорот, односно по завршувањето на процедурална забелешка, председателот на собранието дава појаснување, но очигледно председателот на собранието дава појаснување само кога тој тоа ќе го процени или кога ќе му одговара за време. Понатаму се повикувам на членот 76 од деловникот, кој што вели: пред утврдување на дневниот ред, председателот ги известува пратениците за предлозите за внесување, одлагање или повлекување точки од предлогот на дневниот ред, согласно членот 70, додека членот 137 од деловникот вели: предлогот на закон се поднесува до председателот, а председателот најдоцна во рок од 3 работни дена од денот на поднесување го доставува до пратениците писмена или електронска форма, со што започнува законодавната постапка. И сега, за интерес на јавноста, во вчерашниот ден, 10 мај, седницата 71 број, беше свикана за во 11 часот, започна, не знам, час и 40 минути подоцна. Значи, во 15 часот, или еве нека биде после 15 часот, пратениците имаме добиено по СМС известувања за 1, 2, 3, 4 нови предлози на закони, а во денешниот ден имаме добиено известувања за 2 нови предлог на закони, па ме интересира, председателе, како ви ова ќе го протолкувате, дали има нешто во деловникот што ние не го знаеме, односно, овие вкупно 6 известувања за нови предлог на закони, едните се 4 со вчерашен датум, 2 со денешен датум, како вие овие ќе ги протнете, дали некој ќе има можност да има образложување за дополна на дневен ред, од кога ќе се брои рокот нивен, дали од вчера, дали од денеска, а најбитното, седницата број 71 воопшто не започната. Ние уште расправаме по дневниот ред. И кој тоа ќе добие можност овие предлог на закони да ги